Кога станува збор за нашето општо здравје и здравјето на органите во нашето тело, една од најважните способности на истите е да се регенерираат и обновуваат, со цел да можат повторно да служат за извршување на нивните основни функции. Сепак, не очекуваме тие самостојно да го прават тоа, а наша задача е да ја поттикнеме регенерацијата. За ова поконкретно со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Доста интересна тема, поготово последниве десетина години, односно со развој на технологијата, се наметнува и таа тема, односно се работи многу на таа тема. Биоинформатика, применета биоинформатика, имаме одлични резултати. Ќе поразговарате после со Татјана и со доктор Ана на таа тема. Ја може само на кратко општо да ви пообјаснам или појаснам околу да демистифицираме малце таа тема регенерација. Система за регенерација го има секој човек, односно секој живо суштество. Каде ќе се активира и како ќе се активира зависи и од самиот организам, оние природни механизми на регенерација, пример кога ќе се исече некој или кога ќе се повреди, самото тело го регенерира. Сега доколку другиот дел на регенерација му треба малку насоки давање. Што значи тоа? Со применета биоинформатика, со текот на времето како што поминува, имаме уште поголем и поголем не само увид во тоа што се случува во организмот, туку и можност да тој систем за регенерација го насочиме или посочиме тамо каде што треба да изврши за нас одредена цел. Така да можностите што сега ги имаме се стварно феноменални, но во иднина има уште поголеми резултати. Еве дури работиме сега во последниве неколку години на регенерација на екстремитети, значи збориме кога комплетно е отстрането ткивото или екстремитетот. До сега можеме да стимулираме регенерација само кај што веќе постои органот и е делумно оштетен. Така да гледаме дека има одличен напредок и на таа тема и во иднина мислам дека ќе успееме и во тоа. Така да системот за регенерација е нешто магично, нешто феноменално што ние го имаме, односно мислам дека основата на излекувањето и лекувањето на нашиот организам. Така да може Татјана да ви покаже или објасни некои случаи што се вака интересни, кои што гласат за неизлечиви или за органи кои што не можат да се регенерираат, а и како можат. Самата регенерација веќе во последните научни истражувања во светот точно се утврдува дека од стем клетки, од клетки на кожа, може да се диференцираат и да се развијат нервни клетки, клетки на мозок. Значи тоа е веќе тоа е тоа што сакам да кажам, да се посочат или насочат тој систем во кој прави во лабораторија се прави со контролирање на околината во која што се става да растат тие стем клетки. Веќе успешно се прави ова во многу институти во светот. Сега, ние малку повеќе ја поедноставивме работата. Зошто? Затоа што наместо да се диференцираат тие стем клетки и да се расте тоа ткиво надвор од нашето тело, ние многу едноставно му ја даваме таа инструкција на тие стем клетки што секојдневно се формираат во нашето тело, само им даваме точен правец, насока во кој орган да се развијат, во кој орган да се диференцираат. Самото тело веќе си има еден блупринт, тоа што значи точно како изгледа еден нацрт, како изгледа еден орган, така да точно знае и како да ја надокнади тој дел, тоа место каде што веќе има дегенеративен процес и каде што фали дел од органот. ДНК-та е во основа нацрт планот или оној блупринт, за тоа како треба еден организам да изгледа. Исто да речеме пример да земеме од градежништво, пред да градиме некаква куќа или зграда, ние мора тоа сето да го нацртаме, осмислиме и после тоа со текот на време, материјали употребена енергија се формира тој објект. Така да аналогијата е слична или иста, да речеме. Самиот процес на регенерација може да кажам дека е можеби едно од најважните достигнувања што ги имаме кај нас во нашата клиника. Тоа е основата од која што се лекува. Точно, затоа што 90% од заболувањата реално доколку го регенерираш органот, го вратиш така како што бил претходно, пред да настане тоа оштетување, апсолутно самото заболување или симптомот кој што го има некој човек ќе го снема. Така е. И тоа отвара врата за решенија за многу проблеми. Така. Се даваат
насоки, пример на конкретен орган кој што сакаме да го третираме, кој што е заболен, како самиот орган да ја постигне таа регенерација. А потоа нели тука доаѓа во втор план, односно паралелно исхрана, витамини, минерали или сето тоа што е потребно, одмор или фактор време за тој организам, односно орган во случајот што го земавме како пример да се регенерира. Затоа можеби од таа причина кај нас доаѓаат и доста луѓе кои што имаат здравствен проблем, за кои што немале никаква помош, ниту терапија, ниту одговор од нели стандардна медицина и фармација што би можеле да направат на таа тема. Значи генерално кај нив повторно ако делуваме со активирање на процесот на регенерација на тој орган, кај многу неизлечиви заболувања всушност имаме постигнато комплетно излекување. Да, целта е во основа, нели поставената цел за X години од денеска, 10, 50, 100, не се знае, е да во основа се користи 10% хемиска супстанца, да наречеме нели фармација, еве народски кажано, 10% хируршка интервенција и 80% од заболувањата да се третираат со регенерација. Нели нормално ургентна медицина кај што има конкретна повреда нели или секотина, тогаш мора да се употреби хирургија. Збориме нели за оние така наречени денеска што ги нарекуваме хронични заболувања. Еве една од најважните нели кај нас системи на кој што е од витално значење, односно број еден причина од која што и ден денес луѓето умираат е заболувањата на кардиоваскуларниот систем, поточно срцев удар, првично, или срцева слабост. Што правиме ние кога веќе имаме и доста пациенти кои што имаат многу намалена функција на срце, ете ни доаѓале и со 23% функција на срце, 27, 29%, што е доста малку. Некои од нив веќе биле нели на тој список за трансплантација на срце. Многу ни е драго што сме успеале на тие луѓе да им помогнеме поточно да им се спаси животот. Со самите терапии и инструкции за регенерација на срцето, самиот срцев мускул се враќа во нормална функција, таму каде што имаме дилатација на предкомората или на комората, и тоа успева да се врати во нормала. Редовно одат на контроли, сега имаат функции по 55%, 59%, значи функционираат апсолутно нормално. Тоа бара и одржување од време на време и контроли, меѓутоа вистина нема нешто побаво тоа да му помогнеш на некого да го вратиш и регенерираш органот од кој што му зависи животот. Последниот период, односно зимава, крајов на зимава, имаше една вироза која што доста делуваше на не само горен респираторен тракт, туку и на воспаление конкретно на ушите. Многу луѓе се здобија дури со перфорација на ушното тапанче. И тоа е интересно што може да се отвори како тема да се каже дека успеавме кај доста од нив што се дојдени овде, како што имаат посериозни или потешки остретувања, да го регенерираме, да го вратиме слухот назад. Па речиси кај сите успеавме да направиме регенерација на ушното тапанче. Прво, многу од нив беа деца, кај нив нели нормално и се очекува дека ќе има таков резултат и многу побрзо се одвиваше тој процес. Меѓутоа имаме и возрастни пациенти кај кои што реално имало оштетување на целото тапанче, малтене да физички речиси голем дел го нема, и кај нив сме успеале да направиме регенерација и повторно да им се врати слухот. Тие пациенти, замислете, имаат и толку непријатно зуење, тинитус, кое што понатаму толку го тежнува начинот на функционирање и живење, не е само слухот во прашање. Така да исто е многу благородно да на нив им овозможиме да живеат и да функционираат нормално.